прво ќе почнам од тоа како вие ја водите оваа комисија, без да се навредите председателе. Ќе се обидам да не употребам зборови соодветни на фактичката состојба, но вие лажете. Имено, преска кажавте дека вие не заземате страна, туку само ја водите принципијално оваа комисија. Тоа не е точно. На процедурална забелешка на пратеник, вие коментиравте за неговиот претходен мандат, лажејки за тоа како се однесувал. Значи, тоа е недозволиво и тоа е некоректно. И ние немаме како другачие да го наречеме тоа освен лажење. Втората работа е околу предлагачите, и не знам искрено дали сте вие надлежен за тоа, но ако ги вратите снимките наназад, вие ќе видите дека оваа комисија во суштина ние неа ни отпочнавме на оние што побараа да бидат, а тоа сте вие. Значи, вие побаравте да се одржи некаква си расправа тука, но не го повикавте никого, па ни вие не дадовте никакво образложение, никаков вовед, никакво експозе, зошто ја отворивте оваа расправа. И очигледни се тука мотивите зошто ја отворивте. А за мотивите ќе дојдам покасно. И пазете, потоа да го повикате првоподпишаниот Оливер Спасовски да кажал зошто бара надзорна расправа за чистиот воздух. Па вие зашто не ја отворивте така оваа комисија? Да го повикате оној кој што барал, иако не е само он, сме сите ние кои што сме подпишале таму. Вие воопшто оваа расправа, ако се сеќавате, почна со земање збор на пратеник кој што не побарал да се свика оваа комисија. Значи, вие апсолутно не знаете зошто ја свикавте. Ја свикавте само за да ја саботирате закажаната надзорна расправа за чистиот воздух на постојаната анкетна комисија. Тоа е околу водењето на ова и секако прекршувањето на деловникот во однос на правото за збор, но тоа е мање важно. Сега ќе поминам на оно да ви објаснам зашто ние не можеме некогаш да избегаме од употребување на соодветни термини за фактичката состојба. Прво сакам да илустрирам еден пример, мислам од реалноста, вистински се има десено, можете да го проверите тоа. А тоа е ако одите да гледате филмови од периодот на воената диктатура во Република Турција, и таму ќе видите дека филмови каде криминал, поради тоа што секој сценарио требало да помине низ Институтот за јазик, односно низ владеачката екипа која што не била цивилна власт избрана, туку била воена власт. И тие филмови ви изгледаат криминалците како да се службеници од Институтот за јазик. Имено, значи, ние не можеме поганите дела поинаку да ги ословиме, освен со погани соодветни зборови. Како другачие вие очекувате ние да констатираме фактичката состојба на делата на криминалците? Или треба ние нив да ги представиме како Том и Джери, само да избереме зборови кои што вас не би ве навредиле? За да не ве навредат, треба да престанете да ги правите тие дела. И во крајна линија, за делата одговараме. И делата се оние кои што ја креираат оваа состојба. А кои се тие дела? Па не можете од министер за животна средина кој што Чаир го направи најлошата општина, најнебезбедносната општина, најпрлјавата општина, да има дела кои што ќе придонесат за чистиот воздух во Република Македонија. Тоа не можете да го очекувате. И сега ние ако го наречеме него како неспособен, поранешен јавен службеник, како некој кој што ја загрозил и безбедноста, и животната средина на општина Чаир, конкретно, пред се, а со тоа индиректно и на градот Скопје, како треба да го наречеме него? Вие се понудивте неколку прати, председателе,
да изготвите правилник на зборови за кои што ќе ги заменуваме. Изгответе го и ќе се потрудиме да ги почитуваме. За сега, тоа се зборовите соодветни на делата кои што ги правите. Свикана е постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот. Значи, почитувана колешке Бендевска. Оттаму, поради тоа што тоа е за слободите и правата на граѓанинот, и оттаму тоа е уставна комисија, затоа што слободите и правата на граѓанинот не можете да ги ограничите ниту со законски измени, разбирате? Оттаму таа е исто уставна комисија и оттаму има супра елемент во однос на другите комисии. Не знам зашто не ви е јасно тоа, но знам зошто не ви е јасно зошто оваа тема, односно чистиот воздух, спорите дека е несоодветна за оваа комисија. Заради тоа што вие сте транзицијска профитерка, побегулј од социјалдемократска партија во десница, и тоа е доказ дека вие немате поима од идеолошка нит на работите. Почитувана Бендевска, колега Реджеп Исмаил, почитувана Бендевска, чистиот воздух е иманентно човеково право и затоа местото му е таму. А тоа дека на вас не ви се свиѓала кошулата, наочарите, јазикот, стилот, фризурата на Апасиев, ама мене баш не ме интересира ни мене, ни Спасовски, ни овој, ни другиот, ни третиот, затоа што мојот мандат тука е императивен. Не може ниту Апасиев да ми го одзема, ниту било кој. Разбирате? Оттаму мене не ме интересира дали вас не ви се свиѓа односот и тоа како пишувал Апасиев. Јас со 20 други пратеници сум побарал да има анкетна комисија за чистиот воздух, односно за животната средина. И оттаму он е должен, онако ви удоволи вас, онак мене ќе ми прекрши право. Ме разбирате? Како ќе го разрешеме сето ова? Затоа престанете да наоѓате и кога сме кај мотивите, што мислите вие, директно вас ве прашувам, почитувана Бендевска, кој е мотивот на председателот позади мене да не свика комисија итна, како што ова ја свика, за прекршувањето на деловникот на председателот на собранието, кој што до ден денеска не може на дневен ред да дое законот за бранители, токму поради неговата блокада. Кој е мотивот на овој председател на оваа комисија кој што расправа за тие прашања да не свика итна комисија веќе 2-3 месеци колку има поминато, а запазите итна комисија за неправилната и несоодветна расправа за чистиот воздух во Република Македонија. Уште и понатаму додавате дека имало институции, имало министерства, имало други комисии на кои требало да се расправа за јавната чистота, за чистиот воздух, за аерозагадувањето и на крај за здравието на граѓаните. Па вие слободно може да расправете на таа комисија за тоа што направил вашиот Изет Меджити, кој што е министер за животна средина. Слободно тоа не ве ограничува да нема тука јавна расправа за чистиот воздух како иманентно човеково право. А ние на оваа расправа сакаме да покажеме дека тоа е и обврска на државата, затоа што е иманентно човеково право. И оттаму да го повикаме на одговорност не само Меджити, туку и другите службеници кои што имаат обврска, кои што работат во тие тела, во тие институции кои што имаат право да се грижат за јавниот воздух, а не се грижат. И оние кои што го загадуваат воздухот, и оние кои што не го казнуваат тоа, од тука ние сакаме да повикаме државата, нејзините институции на почитување на нивната обврска. И затоа тоа не подразбира дека вие не можете да расправате за програмата на министерот за животна средина, ако воопшто ја има и ако воопшто нешто спроведува. Вие слободно можете да закажете комисија каде што е соодветно тоа и да расправате за тоа. Но оваа комисија е закажана за токму за чистиот воздух како право, како човеково право.
Од тука Димитар Апасиев, да расчестиме, нема ексклузивно право, напротив, има обврска која што е испочитувал на наши 20 подписи. И тој мора да ја закаже. Ако не ја закаже, онда ние ќе реагираме. Да. Уште нешто за некомпетентноста. Верувам дека ќе излезете, ќе земете збор за некомпетентноста. Како вашиот колега беше компетентен да свика расправа, тоест комисија за закон за детска заштита на комисија на транспорт и врски. И сега вас ви текна дека ова е некомпетентна комисија да расправа, требало некоја друга. Треба каде што има ВМРО-вски председател на комисија. Не, ќе расправа. А вие може да одберете како член на комисијата и како пратеник дали ќе дојдете или нема да дојдете. Мотивите се очигледни. Тоа е апсолутно да се саботира и да не излезе на виделина она што институциите на државата и претходната власт, а и вие, почитувана Бендевска, со приватизацијата каде што учествувавте, и моменталната власт, тоа што не го направиле како последица на овој загаден воздух во Република Македонија, и таа расправа ќе се одржи без разлика на вашата желба тоа да го бойкотирате. Благодарам.